Денеска на утрински разговор во рубриката Добро утро за го имам директорот на гимназијата или средноочниот училишен, како се вика тоа, СУКС, средноучилишниот центар во Скопје, на гимназијата Орце Николов, господинот Митко Димовски. Господине Димовски, добро утро. Добро утро. Вие сте роден во 1980 година, јас тогаш бев трета година гимназија во Корчагин, само да си имаме разбирање кои сме, какви сме. Имате многу интересна кариера, магистар сте по македонски јазик и литература, ако не се лажам. Да. Сте предавале во Никола Карев предходно, а сега сте директор на Орце Николов. Орце Николов важи за една од најдобрите гимназии во Скопје, па и во Републикава. Кажете ми, што се случува сега со наставата во гимназијата, како ви поминува овој цел голем општествен и едукативен експеримент со учење од дистанца? Многу интересно прашање. Значи, што се случува во моментот? Сите знаеме дека веќе онлайн наставата, да речеме, започната, односно трае веќе некои 2 месеци, така што ги презимаме сите мерки според препораките на МОН. Значи, досега наставниците индивидуално во договор со учениците, имајќи ги предвид нели техничките можности, организираат активности со учениците, значи есеи, видеа, наставни листови, така што учениците на ниво на паралелки се организирани во групи и на овој начин класните раководители и предметните професори комуницираат со нив. Значи, најчесто одат преку платформите Google Classroom, Edmodo, преку Zoom можат онлайн директно да ве прашам, господин Димовски, да ве прашам, се извинувам, да. Какво е вашата проценка? Се успева ли на сите тие технолошки платформи? Бидејќи јас предавам и знам дека што се предностите и маните на тие работи, но каква е вашата проценка за средношколците? Јас ги имам дома неколку. Успевате ли заправо да пренесете тоа што треба да се пренесе како образовно четиво, бидејќи воспитното е оставено сега на родителите повеќе, или сепак се работи за еден голем експеримент и импровизација која не треба баш многу да се рекламира и да се повторува? Јас ќе почнам со крајот од ова што го рековте, дека тоа ова е навистина еден експеримент. Ние сме ставени во една таква специфична ситуација во која што, баш како што рековте, воспитниот елемент тука некаде изоставува, што е нормално. Иако живееме во 21 век во дигитална ера, мислам дека учениците подобро се снаоѓаат отколку, ајде кажеме, отколку ние. Иако не е работата дали тие повеќе или ние помалку се снаоѓаме, работата е дека ова е еден неприроден тек на настаните. Јас во неколку наврати, тоест, кажав дека можеби ова требаше да биде проба, да видиме како ќе функционира, со оглед на тоа дека и оценувањето ќе биде малку потешко, бидејќи целиот тој материјал кој што треба да се предаде, знаеме како е практично во училиште, каде што во моментов отсуствува човечкиот фактор кој што е и како битен за наставата, така што мислам дека немаме една комплетна слика за тоа дали навистина учениците можат да го совладаат материјалот, можат да ги добијат и објективни оцени. Еве сега следува, значи, сумативно оценување веќе на крај на четврта се матурантите. Треба да се стават оценките во електронскиот дневник, во тврдите дневници во училиштата, веќе се организираме по 10 професори одат, значи, во училиште за да може сето тоа да се заврши. Така што крајниот исход ќе видиме каков ќе биде. Мислам дека можеби незадоволството ќе биде присутно, меѓутоа не толку колку што на матурантите им фали дружбата, не само на матурантите, воопшто на учениците, им фали училиштето, им фали дружбата, им фали атмосферата, им фали на сите нас. Значи, што се реши на крајот сега со матурите, бидејќи ќе има или ќе нема матура? Не. Матура значи нема да има. Суредбата што владата ја донесе на 5 мај
за учениците од завршните години, значи на учениците ќе им се издаваат дипломи за завршено средно образование кое ќе се издава само оваа учебна година. А на оние кои што ќе им треба матура за запишување во странство, на пример, или така нешто во други? Вака сега, значи имам сознание дека амбасадите кај нас во нашата држава веќе комуницираат со надлежните како да се организираат во нивните држави, односно да ја проверат веродостојноста на она што е веќе донесено, така што мислам дека ќе имаат предвид и ќе најдат начин како да ги рангираат учениците кои што ќе сакаат да се запишат надвор. И нема да има никаков проблем, имајќи ја предвид целата ситуација. Во годината во која што вие сте роден, почина бившиот некогашниот југословенски претседател Јосип Броз Тито 80-та година. Брат ми кој што е постар од мене 3 години, таа година требаше да прави матурска вечер. Се откажаа сите матурски вечери и можем да кажем дека до ден денес некако останува тој сентимент дека немаат направено матурска. Вашиве сега четврто класни матуранти сами ќе прават матурски во приватни изведби или сепак ќе остане некаква можност таму негде за јуни, за јуле можеби? Жално е навистина ова што им се случува и на матурантите и на полуматурантите, оние кои што завршуваат веќе со 9-летка, особено овие кои што се на крај веќе на 4-та година. Дали сами ќе се организираат, искрено да ви кажам, не знам. Меѓутоа, може би било добро да постои некоја шанса доколку се укинат меркиве, доколку работите се вратат во нормала, таму некаде кон крајот на август да нешто да се направи, затоа што постојано тема на разговор ќе им биде ја пропуштивме матурата и го пропуштивме финалето на овие 4 години. Некој купил фустан, некој спремал изненадување за својот партнерка, значи стварно се во една независна ситуација и се надевам дека ќе се најде начин како да го прослават, еве пак да кажам ова финале. Ќе ви кажам, ќе се најде начин, тој ќе биде кафеански, одма да ви кажам како ќе. Да, најверојатно ќе биде со самото укинување, ви читаме дека едва чека да се отворат кафеаните, така што ќе биде на дистанца, можда со маски така, ма не се грижете, ќе го прослават. Тешко на дистанца дека ќе биде. Тие емоции. Да ве прашам со себе за крај, вие се бавите меѓу другото и со драмско творештво. Имате нешто ново, пишувате нешто литературно, создавате или од тоа сте дигнали раце? Не сум напишал, последно што напишав, тоа беше една тинејџерска комедија која што учениците во Никола Карев ја игра на Ние сме најдобри. Меѓутоа пишувам, од време на време пишувам, собирам некои текстови, така што доколку има нешто ново набрзо ќе ви известам сигурно. Магистар Митко Димовски, директор на гимназијата Орце Никола во Скопје, благодарам многу, одиме понатаму.